Во овој период, владата на ВМРО-ДПМН реализираше над 2000 проекти во сите области. Во здравството, во образованието, во земјоделието, во сферата на инфраструктурата, во сферата на локалната самоуправа, во спортот, како никогаш досега. Во времето на СДСМ немаше ниту програма, ниту проекти, ниту мерки, ниту реализација на програмите. Луѓето не го знаеа значењето на овие зборови. Динамиката на реализацијата на проектите од минатите години е задржана и се прават максимални напори таа да се зголеми дури во услови на должничка криза и на светска економска криза. Без разлика на околностите што владеат во економиите во Европа, со правилна проценка и политика, со сериозен и честен пристап, во изминатиот период се реализираа значаен број проекти во значајни сфери. Така, во сферата на здравството започнате проект за прв пат во 20 години во Република Македонија за реконструкција на болниците и здравствените установи. Во износ од 100 милиони евра и набавка на современа медицинска опрема исто така во износ на 100 милиони евра. Намалени се цените на значаен дел од лековите, просечното намалување за 32,54%, а кај дел од лековите тоа достигнува и до 70%. Предходно данокот на додана вредност на сите помагала медицински и лекови се намали од 18 на 5% за прв пат во историјата на државата. Воведено е бесплатно здравство за секого. Во сферата на образованието, покрај тоа што во изминатиот период започнаа да се работат два нови државни универзитети, се отвараат дисперзирани студии во високото образование, кое што станува се подостапно за младите. Се воведе задолжително и бесплатно средно образование како една од ретки држави во Европа која што го воведе ова. Се обезбедија бесплатни учебници за сите ученици во основното и во средното образование. Во 2012 и 2013 година ќе бидат одвоени над 60 милиони евра директни инвестиции во образованието, како во основното, така и во средното, така и во високото образование. Во време на СДСМ тие средства не беа ни 10% од оваа сума. Намалена е партиципацијата за студирање на студентите од 1200 евра, колку што беше во времето на СДСМ, на 200, односно 400 евра, колку што е сега, а дел од студиите се и бесплатни, што представува најевтино високо образование во Европа. Понатака, направен е превод на огромен број на литературни дела и стручна литература, кои што сега им се достапни на студентите на македонски јазик од врвни светски автори, нобеловци и професори кои што предаваат на најдобрите светски универзитети. Во сферата на инфраструктурата, во рамки на започнатиот проект за обнова на инфраструктурата во Република Македонија во 2012 година, владата има предвидено околу 78 милиони евра за изградба и реконструкција на локални и регионални патишта. Се реконструира автопатот од Скопје до Велес, инвестиција вредна 7,2 милиони евра. Се набавија или во тек е набавка на 202 двокатни автобуси, 15 отворени двокатни автобуси, како и 80 нископодни автобуси и 16 минибуси наменети за учениците. Завршена изградба на огромен број на регионални патишта на секаде низ државата. Во делот на социјалната политика, за прв пат по 20 години утврден е начинот за пресметување на минималната плата, договор помеѓу владата и синдикатите, нешто што синдикатите го бараја цели 20 години. На неколку пати беа покачени платите и пензиите и таа динамика се надеваме дека доколку дозволат условите ќе продолжи. Исто така, неколку пати беше покачена и социјалната помош. Во земјоделието само оваа година и покрај кризата македонските земјоделци ќе добијат 130 милиони евра. Во врска со обвинувањето на СДСМ за евроатлантските интеграции и за интеграциите во НАТО, би сакале да кажеме дека многу официјални представници и на НАТО и на Европската Унија, како и врвни политичари од овие организации, во повеќе наврати потенцираат дека Република Македонија ги исполнува сите услови за членство во НАТО и за почеток на преговори со Европската Унија, што е потврдено со неколку позитивни извештаи од страна на Европската комисија. Сите меѓународни представници потенцираат дека единствена причина и единствена пречка е блокадата која што ја прави Грција по однос на проблемот со името. Тоа очигледно СДСМ не сака да го прифати и исто така тоа го прави од само за нив познати причини. Дополнително оваа година Република Македонија успеа да добие правна потврда за својата правилна надворешна политика, потврдена од Меѓународниот суд на правдата во Хаг.
Но исто така она што би сакале да го потенцираме денес е дека не треба да се заборави дека овие денови е годишнина и од последниот пораз кој што го доживеа Бранко Црвенковски. Граѓаните пред една година, по кој знае кој пат, му кажаа дека веќе не му е местото во политиката и дека нема да дозволат времето на транзицијата, на приватизацијата и на проневерите да се врати во Република Македонија.